Голем интерес за вработување од страна на лекари во Штипската клиничка болница. На огласот за вработување кој е во тек ќе се вработат 8 лекари, 6 медицински сестри и по 1 стоматолог и физиотерапевт. Директорот Ален Георгиев вели дека најголема заинтересираност има за позицијата доктор по општа медицина, а најмала за медицински сестри. Односно, за 8 слободни места за лекари конкурирале 44 кандидати од повеќе градови. Меѓутоа, тека оваа бројка на вработувања ни оддалеку не може да го покрие дефицитарниот кадар од стотина здравствени работници, согласен е и Георгиев. Да, значи овој оглас примаме 16 здравствени работници, дали е тоа доволно се разбира дека не е, ние имаме многу повеќе работници кои што сме ги изгубиле во изминатиот период, долг беше периодот каде што немавме примено работници. Можам да кажем дека само во текот на јули изгубивме 4 лекари специјалисти кои што заминаа во пензија, но тука не застануваме, ќе имаме ново барање. Мислам дека имаме позитивни сигнали од Министерот за здравство. Од овие 16 ние би барале плюс уште 20 на здравствени работници, додава Георгиев, кој најави дека наесен ќе има ново барање за вработувања во Штипската болница. Дека во наредниот период ќе има нови вработувања за телевизија 24 потврдуваат и од Министерството за здравство, но не кажуваат кога и колку вработувања би можело да се очекува. Ве известуваме дека Министерството за здравство постапува кон сите барања за вработување од сите јавни здравствени установи согласно потребите и обезбедените согласности од надлежните институции, ФЗОМ и Министерство за финансии, истите се реализираат. Дополнително во наредниот период, согласно динамиката на обезбедување согласности, предвидени се и нови надополнувања на кадарот. Со оглед на тоа дека бројот на здравствени работници кои ја напуштаат државата секојдневно расте, а бидејќи беа потребни 6 месеци за да се добие согласност за вработување, прашавме во ресорното министерство зошто толку долго се чека. Оттаму ни одговорија дека административната процедура е таква да после поднесеното барање од болниците, Министерството за здравство преку Фондот за здравствено осигурување го пренасочува истото до Министерството за финансии, кое пак ја дава крајната согласност.